Почитувани гледачи, добар ден. Уште едно отворено студио на телеканал А1 во кое денеска ќе имате можност да слушнете како Завод и музеј Струмица ја заокружи 2016 година. Во разговорот со директорот Зоран Рујак ќе слушнете за тековните проекти на кои работи музејот, како и идните планови и активности кои треба да се реализираат во текот на оваа 2017 година. И тоа не само во Струмица, туку и во југоисточниот регион. Освен изложувањето на археолошки предмети и музејски збирки, музејот исто така е отворен за изложби и промоции на монографии и публикации. Оваа институција работи на археолошки истражувања кои даваат значајни резултати за југоисточниот регион во земјава. Повеќе слушнете во продолжение од директорот Рујак. Да, вака, ова беше една од поуспешните години на Завод и музеј Струмица. Реализиравме многу проекти од областа на заштита на културно наследство, доста проекти од областа на музеологијата, некои се уште во тек, најверојатно ќе ги префрлиме наредната година. Меѓутоа, еве да споменам дека имавме и некои инвестиции капитални, како што е театарот во Струмица, значи стариот театар кој што се гради. Согласно динамиката, согласно одредени работи кои што се битни за самиот театар, пред сценската технологија и другите елементи кои што го вклучуваат театарот. Значи, тоа е во една подмината фаза, така што мислам дека наредната година театарот Струмица ќе има едно нов објект од културата, тоа ќе е стариот театар, кај што ќе се пресели театарската група, односно актерите од Домот на културата. Ова е една од капиталните инвестиции. Останатите инвестиции кои што беа пред се обновување на неколку фасади во Струмица, се работи за фасади на старата Струмичка чаршија. Тоа е една вака интересен проект кој што и наредната година во секој случај ќе продолжиме. Исто така, овој проект ќе се продолжи и во останатите градови, пред се во Гевгелија, таму имаме намера да обновуваме одредени фасади, затоа што Струмица како завод го покрива и подрачјето на Гевгелискиот, Дојранскиот и Паламарскиот регион. Исто така, оваа година се презема одредени активности во делот на археолошките истражувања. Се заврши археолошки истражувања на Црвено поле во областа, местноста Барбарово, односно општина Ново село. Ова година има значајни резултати, се потврдуваат одредени размислувања кои што беа порано доставени од колегите, односно колегата Секулов кој што го истражуваше, се појавуваат сосема нови објекти, една огромна населба од римскиот период. Сега веќе немаме сомнежи дека се работи најверојатно за некој тип на рударска населба или нешто поврзано со рударењето. Исто така, оваа година се заврши еден дел од истражувањето на средновековната црква во подноѓето на Цареви кули. Тоа е еден објект кој што имавме сознанија за него од поодамна, меѓутоа последните 2 години интензивно се врши истражување, убав објект со интересни наоди. Допрва македонската јавност ќе има прилика да дознае за сите оние елементи кои што се сочинуваат. Значи, Струмица се потврдува како едно од сакралните значајни средновековни средишта во Македонија. Исто така, ова година се завршија одредени археолошки истражувања на досноримското термално лекувалиште во местноста Банско. Таму имаме значајни резултати. Резултатите се поврзани пред се со пронаоѓање на постари фази и да кажеме дека термалното лекувалиште практично е подмести долната граница на датирање, односно на почеток на тој објект. Тоа е некаде почетокот односно средината на први век. Исто така се добија потврди за едно светилиште кое е било таму во склоп на термалното лекувалиште и најверојатно посветено на Хермес, односно Меркур, во римската терминологија. Оно што е битно исто така се каже дека во делот на заштитата се работеше и на црквата во Дојран. Значи црквата Свети пророк Илија во Стар Дојран, каде што се извршија одредени конзерваторски активности,
пред се со модернизување на внатрешноста, поставување на прозорци и врати, така што оваа година, пред некој ден, проектот заврши целосно. Да кажеме дека овој објект полека ќе заживее, значи како црква, речиси целосно возновен. Има одредени сегменти кои што треба да се доработат. Тоа е пред се некои дренажни канали кои што треба да се направат поради некои други околности, пред се појавена влага, но тоа во наредните години. Ова е проект кој што со години се работеше и можам слободно да кажем дека речиси целосно е реализиран. Оно што исто така битно да се каже дека оваа година почнавме и со еден капитален проект на владата, тоа е возновување на поставката на Завод и музеј Струмица. И овде градежните работи се речиси целосно завршени, набавени се витрини нови, во кои што ќе биде изложен богатото културно наследство од Струмица и Струмичко. И што е битно, во моментов течат оние процедури околу графичкиот дизајн кој што ќе биде внатре во витрините, набавка на некои монитори, ќе правиме едно едукативно катче, ќе имаме еден простор за посетители, значи кои што приеменни пултови, кај што ќе излагаме публикациите, потоа ќе имаме продажно место за одредени копии музејски и такви работи, значи ќе можеме и тој дел да го збогатиме повеќе. И се надам дека овој дел во наредната година, некаде првото тромесечие, би требало да се заврши целосно. Ова година реализиравме еден капитален проект, односно проект на нашата институција, а тоа е меѓународен симпозиум по археологија. Ова е трет меѓународен симпозиум, се извинувам, четврт меѓународен симпозиум, значи во кој што зедо учество повеќе еминентни археолози од земјата и од странство. Имавме буквално посетители од Украина, од Хрватска, Словенија, па дури од Соединените Американски држави, кои што зедо учество да се прикажа најновите дострели во археологијата. Симпозиумот беше насловен "Животот е живот", така што сите оние теми поврзани со животот од преисторијата до среден век практично беа опфатени. Исто така, во склоп на овој симпозиум излезе и една публикација која што ја отпечативме оваа година. Тоа е од последните два симпозиума, публикација, односно зборник на трудови, кој што на некој начин ги сублимира сите оние трудови во симпозиумите. Едно интересно четиво кое што се надевам дека на струмичани и како на јавноста од поширок карактер и на стручната јавност ќе им биде од голема полза. Битно е да се каже дека овие работи, значи, на нашата институција не завршуваат. Имавме една интересна можност оваа година да ги завршиме сите оние истражувања во делот на геомагнетни проспекции на неколку неолитски населби. Една Ангелци, која што датира од 6-тиот милениум пред нашата ера, и една нова, која што за прв пат ја откривме во местноста Костурино, каде што се појавуваат многу интересни наоди, каде што се појавува една многу интересна ситуација. Имено досега тоа не беше истражувано во нашава земја, барем не во тој обем, посебно во неоисточниот дел. Со ова се надевам дека ќе отвориме едно ново поглавје во истражувањето на неолитот во Македонија генерално. Како што реков, во минатите неколку години се вршеа одредени работи околу возновувањето на фасадите во Струмица. Оваа година исто така беа завршени фасадите на архивската зграда. Значи, тоа проект кој што почна лани, се префрли во текот на оваа година, некаде во месец април-мај беше целосно возновена архивската зграда. Значи, една широка и голема активност на Завод и музеј Струмица, која што наредната година продолжува со уште поголем интензитет. Имено, наредната година почнуваме и со едни капитални проекти повторно. Тоа е возновувањето на Цареви кули, значи она реставрација која што беше отпочната
од страна на општина Струмица, прекограничните проекти, и кои што за жал последните неколку години веќе не се работи. Планираме заедно со владата на Република Македонија да продолжиме како проект со кој што би требало целосно да се заокружи, значи Цареви кули целосно да го добијат оној средновековен лик, со реализирање пристапни патеки, санирање на оние клизишта и други места кај што постои спреца и опасност да се едноставно да дојде до некои несакани действија. Оно што е битно, ова наредната година почнуваме да правиме проект во Дојран за наклона населба, една мала наклона населба, нема да биде тоа како во Охрид, врз основа на истражувањата на локалитетот Мардаја, кои што беа спроведени од 2012 до 2014 година. Таму се појавија неколку објекти од дотното бронзана епоха, што значи дека овде како еден од главните приоритети ќе биде, значи, збогатување на туристичката понуда на Дојран, односно зајакнување на локалниот економски развој. Со подигање на таква населба, искуствата споруваат во Охрид дека ова населба е еден генератор на туристички активности, па и на средства, и значајни средства кои што се преливаат во Охрид пред се како туристички центар. Дојран ги има сите предиспозиции со добивањето на една така мала населба, па едно мало мини музејче кој што ќе биде во склоп на населбата, практично да заживее и од тој аспект. Исто така, наредната година продолжуваме со оние археолошки истражувања кои што беа продолжени, кои што се одвиваат веќе со години, односно тоа е повторно локалитетот Црвено поле, црквичката во подножјето на Цареви кули, таму работите не се доистражени, значи планираме целосно да ги завршиме, затоа што се надеваме дека тука практично ќе ги добиеме одговорите на оние прашања кои што се поврзани со Струмица и со Струмичко од времето на средновековието, од времето на римската епоха, па и порано. Битно е да се каже дека ова година почнуваме и со два нови археолошки проекта, наредната година, пардон, со два нови археолошки проекти. Тоа е истражување на две могили во близина на местноста Владевци, кај што имаме големи очекувања. Се надеваме дека, ја лично се надевам дека едната е преисториска, другата е римска, ќе видиме со оглед на тоа какви ќе се појават могилите, дека ќе бидат така и распределени колегите кои што ќе работат на овие могили. Една од битните работи кои што не чекат 2017 година е истражување на рудникот за злато и бакар и ловица штука. На фаза сме пред подпишување на договорот со рудникот и мислам дека наредната година ќе почнеме со една широка обемна акција. Знаете, прво археолозите во заштитен смисол, во заштитен карактер почнуваат да го работат, да го истражуваат целиот тој терен. Имаме неколку објекти, односно локалитети дефинирано таму и врз основа на овие податоци пред се сондажните археолошки истражувања ќе почнеме на широка акција за целосно истражување на тој простор, за да може непречено да се одвиваат оние останатите активности пред се со градбите и потоа со истражувањата рударски кои што ќе започнат некаде во текот на наредните години. Отприлика ова е повеќето од овие активности кои што Завод и музеј Струмица ги има. Битно е да се спомене дека исто така издавачката дејност на Завод и музеј Струмица ќе продолжи наредната година. Би треба да се појави нова монографија за Цареви кули. Се надевам дека и таа ќе биде во првата половина на наредната година завршена. Значи сите оние резултати во последните 10 години кои што беа од истражувањата ќе бидат сублимирани во една публикација која што треба да биде капитална, ќе биде двојадишна, македонски и англиски. Исто така од симпозиумот кој што ова година го спроведувавме, би требало да излезе уште една публикација кај што ќе бидат објавени трудовите од симпозиумот и уште една публикација, трета поред,
тоа ќе биде по повод 65 години на постоењето на Завод и музеј Струмица, еден зборник на трудови, кој што ќе биде малку поширок карактер. Се надам тука ќе бидат објавени и историски, и етнолошки, историја на уметноста. Архитектите неверојатно ќе сакат некои нивни делови овде да внесат во овој зборник, така што една широка и богата активност на Завод и музеј Струмица. Мислам дека сме една од најпродуктивните и најсеопфатните институции во регионот, па во Струмица сигурно. Се бавиме со издавачка дејност, со заштита, со музеологија, со капитални проекти како театарот што го градиме, значи доста работа, изискува многу трпение, многу труд, многу понекогаш и додатни енергии, меѓутоа еве познавајќи ги вработените во Завод и музеј Струмица, се надевам дека се ова ќе успееме да го завршиме на општо задоволство на струмичани и цела Македонија. Драги гледачи, се надевам дека уживавте во овие неколку минути со нас. Со нови содржини се гледаме во наредното издание на Отвореното студио. Останете со програмата на телеканал А1 и имајте пријатен ден.